По најавата и рекламите, одиме обсежно со денешните актуелности. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во посета на касарната Јане Сандански во Штип со цел да се утврди подготвеноста на припадниците на армијата на Република Македонија при исправување со наплив на мигранти кои се очекува наскоро на јужната граница. Председателот на Република Македонија и врховниот командант на Арама Ѓорѓе Иванов заедно со началникот на генерал-штабот на Арама Методија Величковски денеска беа во работна посета на касарната Јане Сандански. Началникот Величковски вели дека целта на посетата е да се утврди подготвеноста на баталјонот за справување со можните предизвици при нараснување на бранот на бегалци, а кој се очекува во наредниот период. Во текот на неговиот престој представивме организатско-форматска структура на единицата, можностите, капацитетите и воедно по председателот имаше можност да проследи една мала тактичко-техничка вежба која се прави редовно пред упатување на војниците и единиците на справување со мигрантската криза на јужната граница. Она што е битно да се потенцира дека вториот механизиран пешајски батальон кој базира во гарнизонот Штип е еден од носечките единици на армијата. Традицијата е долга затоа што самото оценување на единиците декларирани за мисии надвор од Република Македонија почнува од гарнизонот Штип со билатералната вежба Македонски Блесок 1, која во регионот веќе постанува препознатлив бренд. Величковски забележа дека предизвиците на вториот механизиран пешадејски батальон остануваат и за наредната година. Неговите припадници покрај тековните активности имаат за задача и продолжување на оценката која ја доби пред 3 години за оценување на македонската борбена група чиј носител е овој батальон. Прашан за актуелното заговарање за воведување на двојазичноста во земјава и како тоа ќе се рефлектира врз работата на Арама, Величковски одговори дека македонската армија работи согласно законите и никако на друг начин. Во законот за служба во армијата на Република Македонија во членот 5 е недвосмислено, концизно, јасно, без предметно за дискусија дефинирано начинот на употреба на македонскиот литературен јазик и неговото кирилско писмо. Тоа подразбира дека секој вид на кореспонденција, командување, извршување наредби, изработка на документи во мир, во војна, изработка на правила, доктрини и упатства е исклучиво само и на ниту еден начин освен на македонскиот литературен јазик и неговото кирилско писмо. Председателот на државата Ѓорѓе Иванов денес присуствуваше и на свечената академија во црквата Свети Климент Охридски во штипската населба Сењак по повод одбележувањето на 1100 години од упокојувањето на Свети Климент. Председателот на државата Ѓорѓе Иванов денес присуствуваше на свечената академија посветена на Свети Климент Охридски, која се одржа во црквата Свети Климент во штипската населба Сењак. Денеска Свети Климент се радува кога ние го прославуваме и се спомнуваме за неговата мудрост, за неговото дело, за неговата татковска љубов што ја покажа кон нас, но исто така и се уште ја покажува и се моли пред престолот на Севишниот Бог за сите нас, за народот кој што живее во татковината, за поробениот народ македонски кој што е надвор од татковината и за раселениот народ кој што по Божја промисла се расели низ целиот свет за да сведочи за македонската вистина. Пред присутните собрати и градоначалникот на Штип Илчо Захариев, кој истакна дека треба да бидеме горди што имаме наша држава, македонско писмо и училишта. Но верувам дека ќе имате малку разочарување кога ќе погледне колку македонскиот народ на земја. Колку македонскиот народ сам на себе може да се направи штета како никој друг. И лично сум убеден дека денеска мораме да пратиме корак, дека соединението прави сила, дека мораме да се обединиме во интерес на македонскиот народ. Свечената академија е во рамки на програмата на председателот Ѓорѓе Иванов по повод 1100 години од упокојувањето на Свети Климент. До петок ќе митингуваат партиите, но и граѓаните. Во вечерашнава информативна програма ги бележиме денешните пресконференции на двете најголеми политички партии. Инвестициите во областа на културата и историското наследство се приоритети за ВМРО ДПМН. Онака како што се инвестира во патната инфраструктура, во економијата, образованието и здравството, така значајни средства има и во културно-историското наследство.
Штип доби музеј на ВМРО, обновени се неколку куќи во Ново село. Конзервиран е вредниот фреско живопис во црквата Свети Спас во Штип. Државата даде финансиска поддршка за фестивалот Макфест по повеќе од 2,5 децении. Секако ова се само дел од проектите во областа на културата реализирани во изминатиот период, а нови проекти за Штип се предвидени и во новата победничка програма на ВМРО ДПМН, истакна денес пред медиумите кандидатот за пратеник Никола Мицевски. Предвидена е обнова на куќите на македонските дејци во Ново село и нивно ставање во функција како спомен куќи со нови музејски поставки. На локацијата кај Јаворот, веќе во финална фаза е изградбата на црквата Свети Димитрije Солунски, а со поддршка на бизнис секторот обновена е црквата Света Богородица. Исто така ВМРО ДПМН продолжува со проекти на еден од најважните археолошки локалитети на истокот, а тоа е Баргала. Предвидена е конзервација на базиликата, со што ќе се овозможи подигање на репрезентативноста на овој атрактивен локалитет и на археолошкото културно наследство од 4 до 6 век од нашата ера. Секако инвестиции ќе има и на тврдината Исар. Како важен дел во програмата е изработката на проект и конзервација на акрополот на тврдината Исар, имајќи во предвид дека највисокиот дел на тврдината е составен од 11 кули. Реализацијата на овој капитален проект ќе овозможи Штип конечно да добие најмаркантна градба, која ќе представува заштитен знак на овој град. Од ВМРО ДПМН нагласуваат дека ова се само мал дел од инвестициите и проектите во областа на културата и историското наследство, кои се однесуваат на Штип, но во програмата се нудат уште многу проекти за истокот, како и за цела Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во програмата за живот во Македонија предвидува мерки со цел младите да си останат во своите родни места, а не да се иселуваат од државата. Над 600.000 граѓани, пред се млади луѓе, во последните 10 години се исели од земјава. Младите се иселуваат поради безработицата и шансата за подобар живот не ја гледаат во земјава. Ова го истакна кандидатот за пратеник од СДСМ Благој Бочварски на денешната пресконференција. Истакна дека нивната програма нуди задржување на младите во земјава. Студенти кои ќе покажат најдобар успех и резултати да бидат вклучени во работата на средните училишта и високообразовните институции. Преку проектот Гаранција за млади, во рок од 4 месеци после образованието, тие ќе добијат 3 опции: вработување, продолжување на образованието или пракса или тренинг, кој ќе им ги отвори вратите за поквалитетно вработување. Бочварски вели дека во програмата предвидено е воведување грантови од 10.000 евра за младите кои сакаат да почнат собствен бизнис. Кредити од 15.000 евра со 1% годишна камата за секој кој ќе сака да започне свој бизнис. Отворање на стартап центри кои ќе им помагаат на младите да отворат свој бизнис и ќе им нуди бесплатно подготовка на документација, сметководство и друга помош која е неопходна за нормално функционирање на таа фирма. СДСМ предвидува изградба на студентски дом во Штип и подобрување на стандардот на студентите. Пријавени 4 случаи на семејно насилство за една година во Штип, невладините организации бараат од буџетот на општината да се издвојуваат средства за жртвите на семејно насилство. Одиме сега со преостанатите актуалности. Поштен е во употреба новиот реконструиран базен во физикалната терапија која е во рамки на Штипската клиничка болница. Директорите најавија нови реконструкции кои ќе се одвиваат во наредните 2 години. Поречиси 50 години за прв пат реновиран базенот во физикалната терапија, кој денес свечено беше пуштен во употреба. Под стручен надзор од страна на физиотерапевтите, овде дневно во базенот во просек се рехабилитираат 150 пациенти, а некогаш имаме и до 200 пациенти. Одлуката за реконструкција менаџерскиот тим ја донесе со цел да се подобрат условите во кои пациентите ќе се лекуваат, а со самото тоа ќе се зголеми квалитетот на здравствените услуги. Инвестицијата е во вредност од 2 милиони денари, средства издвоени од сопствениот буџет на клиничката болница Штип. Минералната вода што се користи во физикалната терапија е позната по својата радиоактивна лековитост.
Температурата на водата во сега новиот базен достигнува 62 степени. По лековитост е слична со Карлови Вари. Овде лек се наоѓа за многу болести, меѓу кои ишија спондилоза, фрактури како и стерилитет. Меѓутоа, по уреденоста штипската физикална терапија заостанува зад Карлови Вари. Испукани тавани, влага, дупки во ходниците, деформирана инсталациона мрежа. Вака изгледа физикалната терапија. И пациентите кои се лекуваат овде коментираат дека условите за престој се лоши, но лековитоста на водата и стручноста на лекарите е тоа што повторно ги враќа овде. Оваа пациентка од Македонска Каменица честопати доаѓа на физикална терапија. Ја начекавме во дворот, била за да закаже за терапија. Слободни места имало, но во септември наредната година. Дојдеме да закажеме, ама тоа ќе е 2018 и 17 ќе дојдем. Не е така. А тука кога доаѓате спиете или особите? Па мора да спием, ние сме оддалек. Каменца И какви се секаде. Донесеме си ние кај што ни треба там на креветата, прекараме тие денови како така. Па не, јас дека од денеска почнувам, а била сум пред 10 години. И помогна ми тога и бањата, сега па дојдо. И така. А смеете ли од 10 години до сега? Па мислам дека не е. Дека не е. Треба да се подобруваат. Да се подобруваат, да. На почетокот од годината по 5 години физикалната терапија за прв пат доби и нови апарати. Покрај обнова на апарати, потребно и до екипирање на стручниот кадар. Во моментот најфреквентното оделение во Штипската болница на располагање има само 2 специјалисти. Има метална 20 на специализација, до екипираност значи е поим кој што е краткотрајно. На долги патеки секој болница треба да размислува за зголемувањето на своите просторни капацитети континуирано и до екипирање во постојана смисла на зголемување на професионалноста на овој кадар. Така да нашата болница, она што во моментов го нуди е 150 пациенти на ден, кои што може со 50 прием на пациенти на дневна база со престој. Во текот на наредните 2 години е предвидена реконструкција на просториите, каде пациентите се третираат во кади, како и салата каде што вежбаат пациентите. Со одлука на влада, еден дел од физикалната терапија се додели на Центарот за традиционална кинеска медицина при Штипскиот факултет, каде што студентите од факултетот за медицински науки ќе го изучуваат практичниот дел. Продолжуваме со активностите на дел од невладините организации. Невладината ЕХО го презентираше извештајот за родово одговорно буџетирање за ефикасна заштита на жртвите на родово базирано насилство во општина Штип. Чуварки на јавното кесе за родово одговорен буџет е активност која се спроведува во рамки на проектот Промоција на родово одговорни политики во Југоисточна Европа. Невладената ЕХО во рамки на проектот денеска ги презентираше анализите од извештајот за родово одговорно буџетување за ефикасна заштита на жртвите на родово базирано насилство во општина Штип. Семејното насилство кај нас популарен термин, меѓутоа знаеме дека навистина има многу родова, најмногу има родова компонента семејното насилство, бидејќи најголем дел од жртвите на семејно насилство всушност се жени, тоа го покажуваат и статистиките. Многу битно ни беше да видиме како нашата општина и некои други општини секако се однесуваат кон оваа ранлива категорија на граѓани, затоа што кога се анализираат политиките во однос на родовата одговорност, всушност најмногу се анализираат оние работи кои што и оние нешта кои што ги превземаат општините, а кои се однесуваат на ранливите категории на граѓани, посебно сега ова е навистина ранлива категорија. Она што императивно е општината да планира средства во буџетот за родово базирано насилство. За жал не, значи средствата кои што се одвоени во буџетот се однесуваат на индивидуалци кои што нели бараат некој вид на социјална помош. Има направено нешто малку во однос на згрижување привремено на жртви на семејно насилство за 2016 мислам дека беше бројот 4. Не е видлива родовата компонента во овие ставки. Сепак општина Штип преку акционен план за семејно насилство преку Комисијата за еднакви можности интервенира во случаи на семејно насилство и се грижи за жртвите на насилството.
Општина Штип работи на проблемот со семејно насилство и тоа е влезено и во акциониот план на Комисијата за еднакви можности и во работата на координаторот за еднакви можности, со тоа што се обидуваме сите случаи кои што ни се појавуваат на семејно насилство да ги третираме на најсоодветен можен начин. Значи, да, така е, секогаш кога се појавуваат жртви на семејно насилство и доаѓаат и се обраќаат до општината, ние имаме одлична соработка со сите останати институции. Во првиот момент ги упатуваме онаму каде што е тоа најнеопходно. Значи, доколку се работи за потреба од здравствена помош, потоа можеби полициска помош и секако до Центарот за социјални работи, кои што исто така имаат надлежности, но во секој случај кога се појавува и проблемот со домување, се обидуваме да го решиме. Анализите од извештајот за родово одговорно буџетирање за ефикасна заштита на жртвите на родово базирано насилство говорат и за тоа дека прифатните центри треба поактивно да се вклучат во прифаќање на жртвите од семејно насилство и да се обезбедат услови за хумано нивно третирање. Рурален туризам е следнава тема во Дневников. Недоволно искористени реткостите и потенцијалите за развој на селскиот туризам во источниот регион, Штипско-Карбинскиот регион изобилува со природни убавини кои може да станат атрактивна дестинација за развој на туризмот. Но за сега нема посериозни обиди за развој на овој вид туризам, ниту кај брендирањето на производите и традиционалните рецепти на храна. Источниот регион располага со природни реткости и убавини кои за жал недоволно се искористени за развој на руралниот туризам, забележуваат експертите, според кои селскиот туризам е важен сегмент за руралниот развој. Затоа сметаат дека е потребен посериозен пристап кон искористувањето на природните ресурси и потенцијали, кои ќе значат и поголема промоција на регионот и секако поголем број на туристи. Ние мораме да почнеме да работиме на тој сегмент. Тажното и страшното е што ние во овој плански регион кој што нас не гледа, руралниот туризам го имаме развиено само на едно место, во Берово, и малку почнува да се развива во Лесново. Да прашам јавно, зошто немаме развиен рурален туризам во Зрновци, во Бања, Мородвис, каде што да се подсетиме и наша Баргала, каде што има една прекрасна приказна за почетоците на славјанската писменост. Тука престојуваат светите браќа пред да тргнат за Моравија. Се уште недоволно за развој на селскиот туризам е направено и во делот на брендирањето на производите, како и промоција на традиционалните специјалитети, кои се важни за развој на селскиот туризам. Зошто ние досега преку инструментите кои што ни стоат за субвенционирање на образование, технологии и така натаму, во тие села не географски ги заштитивме традиционалните македонски јадења. Па тие туристи од Чешка, од Словачка, и така натаму кај што се не отишле светите браќа, да ги поканеме да дојдат кај нас, да развиеме занечиство кое што исто така се субвенционира за образование. Да ги нахранеме со домашна традиционална домашка храна, која што ако географски заштитите, исто така е субвенционира. Па со тоа да ја представиме храната во Македонија да има каде да излезе да се продаде. Тоа е тој врзан систем кај што ние треба да тежнееме. Повеќето села во Штипско и Карбинско имаат потенцијал за развој на руралниот и алтернативниот туризам, но и покрај поддршката од државата, Штипскиот регион заостанува со вакви проекти и покрај тоа што од Агенцијата за потик и развој вела дека интерес има. Освен промоција на регионот, руралниот туризам ќе го полни и буџетот на општините. Оваа година државата одвои 1 милион евра од програмата за руралниот развој за проекти за селски туризам. Само еден од вкупно 5 е од источниот дел на државата и тоа во Дојран. Нито еден од сточарите во Штипско-Карбинскиот регион не побарал субвенции. Финансиската поддршка е до 80% од месечната бруто плата, а во рокот до 30 ноември не се пријавил никој. Велат во Штипската подрачна единица на Министерството за земјоделство во Штип. Сточарите во Штипско и Карбинско не заинтересирани да добијат субвенции за плати на овчарите. Во предвидениот рок не аплицирал ниту еден собственик на стадо. Нема овчари, никој не се пријави за субвенцијата, информираат подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип. Во Штипско и Карбинско овчарите може да се избројат на прсти. Повеќето ангажирани за оваа работа доаѓаат и од други места, но задоволни се од работата. Бела дека е тешка, но добро платена. 300 евра платата дават, повише не дават, ама тешко нема. Тешко ли да се биде овчар? Зошто младите не сакаат да ја работат оваа работа? Па многу тешки.
Требаше у 3 ноќи, ќе станеш рано сабале, ќе музеш овце, требаше у 5 сабале, ќе пушиш до 9 требаш ќе носиш на уштала, ќе затвориш. Многу тешко. Добиточниот фонд и во Штипско е во опаѓање, најчесто поради тоа што потешко може да се дојде до нив, но и неможноста да ги платат. Дел од сточарите стана и овчари. Плати овчар, плати во, но на тебе шо? Ништо. Проблеми со овчари има? Па има, тешко си наваѓа овчари. Тешко се наваѓа. Висока плата, колку? 500 евра, 500-600 евра ти траеш плата. И одека да му и најш 500 евра, 600. Субвенционирањето на платите на овчарите е до 80% од бруто просечната плата. Максималната поддршка е до 300.000 денари по лице за напасување на 150 овци, 50 кози и 80 говеда во регистрирано земјоделско стопанство за најмногу 20 вработени. И кон крајот на дневникот следи исходот од изминатиот спортски викенд. Екипата на Брегалница одигра одлично, но среќата беше на страната на работнички. Штипските сини имаа шанси, погодија статива, имаше и сомнителна ситуација за пенал, за да на крајот на преворот заврши без голови. Односот на корнер од 7:3 доволно зборува за надмокнеста на Брегалница на метод со работнички. Гледачите на Градски во последниот првенствен меч за оваа сезона беа задоволни од прикажаната игра на обете екипи, во која имаше возбудување, убави акции, шанси за голови и атрактивни одбрани на голманите Коветич и пресе на гостинскиот Божиновски. Брегалница прва се закани во 10-та минута, кога ударот на Костов со глава заврши над голот на работнички. Во 17-та минута се закани и гостите на ударот на Елмос го одбрани Коветич и свалајќи ја топката во корнер. Во 23-та минута имаше сомнителна ситуација кога гостинскиот играч Дејан Митрев при лизгачки старт топката ја поткачи со рака, на што реагираа и играчите на Брегалница и гледачите на трибините, но судијата Бартон само одмамна со рацете. Едноставно, дилемата дали имаше намера или пак топката случајно го погоди Митрев ја реши судијата Бартон, врз кого брзо стивна и реакциите. Во 27-та минута Велковски упати центарш од Аристивски со глава биеше крај голот на работнички. Во 31-та минута Дурански упати удар од далечина, но голманот Коветич одбрани. На убавата акција Брегалница изведе во 43-та минута, кога Темелков упати вистинска бомба кон голот на работнички, но стативата беше сојузник на голманот на гостите Божиновски. Во 67-та минута Темелков изведе слободен удар, а топката со крайни напори Божиновски извали во корнер. Во 75-та минута Вилинов направи вистински дармар во одбраната на работнички и упати удар на голманот Божиновски, повторно брани Одичо и извала топката во корнер. Се на се, на Градски гледачите вида одличен, фер и коректен фудбал, во кој не достигаа само голови, а судиската тројка на чело со Јосип Бартон сепак одлично се ја заврши работата. Еве ги комплетните резултати од ова последно 18-то есенско коло. Шкупи Македонија Ѓорче Петров 0:2, Шкендија Пелистер 1:0, Брегалница Работнички 0:0, Вардар Силекс 1:1 и победа Ренова 0:2. Табела: Вардар е на чело на првото место и ќе преземи со 41 бод. Второ е Шкендија со 37, трето место Пелистер 29, четврто место Работнички 28, петто место Силекс 24, следува Ренова на шестото место со 23, на седмото место Шкупи има 16, осмото и деветото го делат Победа и Македонија Ѓорче Петров со по 15 и на 10-то последно место екипата на Брегалница со 11 освоени бодови. Членовите на клубот за боречки вештини Самурајот Штип настапија и остварија одлични резултати на меѓународниот ММА турнир што се одржа во Битола. На меѓународниот турнир во греплинг и аматерско ММА во организација на ИСФА Федерацијата, помеѓу останатите надпреварувачи настапи и членови на клубот за боречки вештини Самурајот Штип. Тренерот, воедно и надпреварувач Мирза Сендич во дисциплината греплинг во категорија минус 80 кг го освои првото место. Во истата категорија неговиот клубски другар Иван Трајчев го подели третото место.
Хајрудин Сендич оствари победа во првиот меч, но во полуфиналното загуби и го подели третото место во категорија до минус 77 килограми, а во дисциплината аматерско ММА. На турнир во греплинг настапи и Терџан Асанов, но загуби со гушење. Инаку Мирза Сендич се бореше и во апсолутна категорија, но загуби во првата борба, со што ги загуби шансите за влез во полуфиналето на турнирот. Младите пливачи на клубот Челични од Штип настапија мощно и успешно на меѓународниот турнир што се одржа во Благоевград. Преку 250 пливачи од Бугарија и Македонија настапија на ГД Купот 2016 што се одржа во бугарскиот град Благоевград. Меѓу нив, за прв пат под раководство на тренерите Мирко Екимовски и Методи Петров настапија и младите пливачи на клубот Челични од Штип кои остварија добри резултати. Ристен Нашков во дисциплината крал 50 метри го освои третото место и бронзен медал. Матеј Трајчев исто така освои бронзен медал во дисциплината крал 100 метри. Смилјан Нашков беше четврти на 50 метри крал и на 50 метри делфин. Кирил Глаев го освои петтото место во делфин 50 метри. Пети во дисциплината 50 метри градно беше Иван Киров, кој воедно постигна одлични резултати на 200 метри крал. Христија Јанков го освои осмото место 50 метри крал, кај девојчињата Вероника Зашевска го освои првото место во 50 метри крал, а настапи и на 50 метри градно. За прв пат на еден турнир настапи 7-годишниот Игнат Санев и тоа во дисциплината 50 метри крал. Овде ја заокружуваме понеделничната информативна програма. Ви благодариме за вниманието. Останете во продолжение со Ирис телевизија и имајте пријатна вечер.